10 дена, откако во интервјуто за неделникот Фокус, бизнисменот Мите Јовановски, собственик на бензинските пумпи Макоил, јавно призна дека му барале и земале мито за да може непречено да се занимава со нафтениот бизнис. Во своите најаводи тој посочи конкретно неколку државни институции. Тоа што премиерот и владеачката партија молчат за овие обвинувања е нивна политичка одлука, која секако не ги амнестира од кривична одговорност. Но обвинителството има обврска по службена должност да ги превземе сите неопходни действија за да ги расчисти овие наводи. Бидејќи е можно во обвинителството да не читаат Фокус, ние денес на адреса на јавниот обвинител господин Љупчо Шврговски доставуваме примерок од неделникот од 31 август 2012 година, каде е објавено интервјуто на Мите Јовановски. Со ова не постои евентуален изговор надлежните институции да продолжат да го игнорираат овој скандал. Јавното обвинителство има обврска да постапи по допрен глас и по службена должност да превземе конкретни действија. Земајќи предвид дека на Мите Јовановски во изминативе 6 години му беше овозможено да купи неколку атрактивни локации за катни гаражи во центарот на Скопје, после неговото јавно признание за подкуп, обвинителството дополнително треба да расчисти дали и кои функционери на ВМРО ДПМН му барале или земале мито на овој бизнисмен за да може непречено да се занимава со својот нафтен бизнис, дали за да ги добие атрактивните градежни парцели во центарот на Скопје, Мите Јовановски морал да плати и рекет. Мите Јовановски е бизнисмен кој важи за близок до ВМРО ДПМН, а не глумец од реално шоу, што овие обвинувања ги прави многу сериозни. Затоа ја повикуваме власта, наместо да измислува лаги од пред една деценија, да ги отвори очите за вистина која им е пред носот. Благодарам.